Нил Бектон е собственик на оваа продавница за плочи во Вашингтон речиси 2 децении. Но клиентите не купуваат само винилни плочи овие денови. Бектон вели дека пред неколку години морал да посвети посебен дел на аудиокасетите. Касетите почнаа да се собираат во последните 2 години. Порано продавав по една месечно, а сега ги продавам речиси секој ден. Овој тренд се протега надвор од неговата продавница. Истражувањето на компанијата за податоци и аналитика Luminate покажува дека во 2023 година во САД биле продадени повеќе од 430.000 аудиокасети. Тоа е 5 пати повеќе отколку во 2014 година. Но каква е предноста на аналогната музика кога дигиталниот пренос е толку лесен? Анис, еден од купувачите кој не сакаше да се користи неговото презиме, вели дека слушањето музика во форма на албум или касета за него е подобро искуство. Некако ја уништуваат музиката што ми се допаѓа во смисла на избор и она што ми се допаѓа во конкретен албум. Тоа што најмногу ми се допаѓа кај винил плочата е што можам да уживам во целата работа. Бектон вели дека касетите се особено популарни кај клиентите на генерацијата Z, луѓе родени во доцните 1990 и потоа, кои ловат одредени ленти на интернет и во физички продавници. Тоа се главно помладите луѓе во моментов, некои постари луѓе кои се уште имаат касети и кастофон. Го гледам тоа малку, но главно се деца. Се уште е можно да се најдат касетофони од 1990-тите на платформи како eBay. Дополнително, YouTube нуди упатства кои ги прикажуваат старите трикови на помладата генерација, како брзо премотување на касета само со молив или репродукција на DJ сет со касети. Музичарот Бартоломеј Џојс поседува неколку стотици аудиокасети и на нив ја снима својата музика. Луѓето се само љубопитни за тоа. Тоа е медиум со кој ако пораснавте во последните 20 години нема да се сретнете. Значи има нешто во врска со тоа што е винтидж, што е возбудливо. Дуа Липа, Тейлор Свифт и Ариана Гранде се меѓу оние кои одговорија на барањето. Сите тие имаат издадено албуми на аудиокасета. Британската пејачка Мери Спендер вели дека касетите се само логично продолжение на винилскиот тренд од последната деценија. Тоа е нешто што можев да им го понудам на моите фанови. Нешто за држење, собирање, прикажување, како и слушање. Според магазинот Билборд, најпродавана касета во САД во 2023 година била саундтракот Чувари на галаксијата, а по неа Тейлор Свифт.